Иако манастирот Добра вода кај Оризари не го носи името на Свети Климент Охридски, сепак на 8 декември беше отслужена света литургија, на која присуствуваа голем број верници. Домакинките кои помагаат на манастирот одлучиле да сукаат зелници и да месат погача за здравје со паричка. На оној кого ќе му падне паричката, ќе биде кум наредната година на втор ден Божик 8 јануари. Адетот со паричката верниците на овој манастир го прават за прв пат. Првата паричка падна во домакинот на манастирот Стефан Смилков од Оризари. Празнувањето ќе прерасне во традиција. Сдружение на жените овде што работат во манастирот Добра вода Оризари, они секој збореат дека сакаат да сукат зелники еднаш овде. И сега ево дојде овај ден, денот да сукат зелници, и ево го сукат зелниците. Исто така сега е прв пат ово што го работиме за почеток, и ако бидеме успешни да го направиме добро, ќе направиме секоја година да се има ден традиција за овој зелници сукање. На овој манастир му недостасува кујна и да се направи патот до него, вели Смилков. Приоритетите ние се треба највише да имаме кујна. Исто така на манастирот му фали еден добар конак. А исто така и треба барем да имаме пат. Пат без пат за верниците тражат пат, видите лошо место, лошо не може, треба да се има еден пат баре дај од пресека дењу, што граничиме да се става асфалт. Без пат ништо не било. Не изостанаа и песните и ората, а домакинките за прославата расукаа 100 кори или вкупно 10 зелници. Со тие што учествуваме тука, се собраваме така, за да говориме со домаќина за да учествуваме, да се собереме сите тука како на друштво, како на колешки, како на собранија, како прослава. Брашно сееме, ставиме малку брашното зајтинче, квасец, солчичка и го замесиме. Колку зелника ќе правите? Па 10 ќе има. 10, па ќе се собереме бајди и други ќе дојдат. Инаку на манастирот Добра вода секоја година голем број верници се собираат на првиот петок по Великден или кај народот познат како Источен петок Балаклија. На тој ден се организира голем црковно-народен собир. Со овој празник, посветен на Пресвета Богородица, и се одава признание на Мајката Божја, пошто манастирот го носи незиното име. Тој ден болните најмногу одат на лековити води, а се верува дека водата во овој манастир е лековита.